Заев на лидерската средба нудел датуми за избори, но никој од лидерите на политичките партии не ги прифатил. Префираат избори од ВМРО ДПМН. На лидерската вчера се договорија пак да има лидерска идната недела. Спорни моменти кои се во фокусот на јавноста се дали изборниот процес. Ке продолжи онаму каде што запрекога со уредба. Заради пандемијата се прекинаа сите активности. Ставот на председателот на Државната изборна комисија е јасен. На комисијата и се потребни околу 50 дена за да го подготват избирачкиот список. Во нив е сметан и периодот за увид во истиот. Дерковски залфа вели дека законскиот рок е тој и мора да се почитува. Наспроти тврдењата на Државната изборна комисија, лидерот на СДСМ Заев вели дека изборните активности треба да продолжат таму каде што застанале. Дури изборите да бидат и на 14 јуни, 30 дена од денеска натаму има, за да може да се испрати покана до ОПС и ОДИХР и да имаме наблюдувачка мисија, која што е многу важно. Втората работа дека во рокот тие 32 дена, односно неопходните 10 дена пред кампања, за ДИК се сосема доволни за да продолжи ажурирањето на избирачкиот список, кој што не е завршена постапка со замрзнувањето на изборните процеси преку уредбата со законска сила која што реферира на изборите. Со ист став за изборите излази техничкиот премиер Спасовски, кој практично ја повтори изјавата на неговиот партиски лидер. Од опозицијската ВМРО ДПМН пак вела дека според нив, спорен е и ставот на СДСМ, изборните действија да продолжат со укинување на вонредната состојба, бидејќи Заев и техничкиот премиер Спасовски претходно се согласиле дека Државната изборна комисија ќе треба да каже колку време им треба за подготовка на изборите. Од ВМРО ДПМН вела дека ако се укине вонредната состојба, тоа не значи и веднаш почеток на изборниот период. Не е точна изјавата на Зоран Заев дека изборите се прогласени. Најпрвен избори не може да бидат прогласени кога договор за датум нема консензуално од лидерите, а датумот пред се зависи од 3 фактори. Оценка за здравствената состојба од Комисијата за заразни болести, потоа мислење од Државната изборна комисија за преземање било какви действија и подготовка за избори, како и обезбедување на официјални наблюдувачи од ОПС и ОДИХР, кои треба да обезбедат целосно покривање, односно мониторинг на мисијата и целиот изборен процес, односно и денот на гласањето. Од кабинетот на председателот Пендаровски, по вчерашната лидерска средба соопштија дека на почетокот на наредната недела ќе има нова средба на лидерите на политичките партии, на која се очекува да се договори датумот за избори. До тогаш треба да стигне извештајот од Комисијата за заразни болести, мислењето од ДИК, а премиерот Спасовски ќе побарал одговори од мисијата на ОПС ОДИХР за нивната подготвеност за мониторирање на изборниот процес.